Пред да изразам згрозеност од негласањето за измените за Законот за посебните права на бранителите и да укажам зашто не гласаше ова владеачко парламентарно мнозинство, односно СДС, кои што се докажани слуги на ДУИ, денеска потврдено. Денеска Социјалдемократскиот сојуз гласаше против давање обештетување на лице кое што мора да ја менува крвта на секоја година затоа што има шрапнели во телото. Социјалдемократскиот сојуз денеска гласаше за необештетување на семејство на загинат бранител од масакрот кај Вејци. Ковачки, збор имате за предлог измени и дополнување на дневниот ред. Немате процедурално, немате право на процедурално. Изјасните се по однос на предложениот дневен ред. Ако не, ќе ви се одземе зборот, така ме присилувате. Значи имате збор за измени и дополна на редоследот на предложените точки. Ќе стигнеме и до тоа. Ќе стигнеме. Денеска ова парламентарно мнозинство за 900.000 евра му беа покуси, а 20 милиони евра се спремни да дадат за 1 километар автопат. Сега за дневниот ред. Барам точката 31 за народниот правобранител извештајот да биде ставена како точка број 1. Дали сме во ред, председателе? Не, дали сме во ред? Ве прашувам, бидејќи гледам дека ме слушате што зборувам, па ме прекинувате додека зборувам. Затоа прашувам. Во ред. Во ред. Да, во ред. Вака. Барам да се стави извештајот за народниот правобранител како точка број 1, затоа што мислам дека имаат право граѓаните да знаат што се случува со лицата со ретки болести, односно што е со набавката на тие лекови. Гледаме секојдневно протести, а гледам дека вас тоа воопшто не ви е важно. Барам да се стави таа точка на дневен ред како прва, затоа што во тој извештај се споменуваат учебниците, односно почнувањето на школската година без учебници. Оние учебници во кои што Бугарија ни ја ставивте на исток, а Албанија ни ја ставивте на запад. Оние учебници што ги нема и оние учебници за кои што не може да се договорите какава провизија да земете. Барам да се разговара за извештајот на народниот правобранител во кој што се третира меѓуврсничкото насилство помеѓу децата. Гледате што се случи во Србија, не дај Боже истото да се случи во Македонија. Очигледно вам тоа не ви е важно. Барам да се разговара за извештајот за народниот правобранител затоа што таму точно е предвидено, односно е посочен еден случај за долго трајност на предистражната постапка која што трае цели 22 години за убиство на дете. Значи од 2001 година до денеска трае предистражната постапка. Барам да се зборува за злоупотребата на полициските овластувања. Благодарам.